Дали разрешувањето на Мизрахи е навистина услов без кој не се може за СДСМ да гласа за распуштање на парламентот? Секој министер потпишува свечена изјава дека ќе служи на граѓаните и дека ќе работи согласно уставот и законите. Имаше една несрекна изјава која што вели дека ќе плати парична казна или прекршачна казна по однос на непочитување на уставот. Тоа беше повеќе за законот за јазици отколку за прекршувањето на уставот. Да. Во секој случај, но станува збор повеќе тука за политичка одговорност, која што секој од нас како политичар во вакви изјави и вакви моменти би требало минимум да ја понесе како таква. И токму затоа како политичка порака и кон сите функционери, но исто така и кон нашите пријатели, а тоа е Грција, која што испрати вербална нота кон нашата држава, затоа што со ваквото однесување политичари, независно дали се од опозицијата или позицијата, го загрозуваат развојот на државата и интересот на државата, затоа што замислете да навистина Грција пристапи кон одредени порадикални чекори кон нашата држава. Ние сме направиле историски исчекор, потпишан е договор со Грција, се приклучуваме кон НАТО, се движиме кон Европската унија и велиме сме го решиле прашањето со името и одеднаш ви се појавува опозицијата кој онака го почеше целиот овој процес на развој на нашата држава и поврзување со соседите, сега да на овој начин заради ефтина политика ја става државата во ризик. Ова е навистина несериозно и сметам дека политичка одговорност треба да се понесе. Колку и да звучи можеби неприфатливо за нашата јавност, но тоа би биле легитимни потези на соседна Грција со оглед на тоа што сме се обврзале со една спогодба, сме го смениле уставот како држава и логично е носителите на високата власт да ги почитуваат тие одредби. За случајот Мизрахи, таа се брани со тоа што вели дека стои пред табла која што е наследила од вас, господјо Царовска. Вие овие денови некако како да избегнувате да зборувате многу на оваа тема, не знам што е причината, но еве можеби вечерва шанса да проговорите малку повеќе за тоа. Да. Зошто не ја сменивте таблата во Министерството за труд и социјална политика? Министерството за труд и социјална политика има официјална табла на влезот на Министерството. Јас користев банер поради тоа што мојата активност како министерка беше воглавно на терен. Во Министерството имав една или две пресконференции по промената на уставот и се гледа дека јас користев банер. Тоа е решение кое што јас сум го изврла секако секој министер согласно својата динамика на работа си креира дали табла, дали банер, дали различен тип за одржување на пресконференции. Но официјалната табла која што секоја институција треба да ја има и е согласно уставот стои на вратата на Министерството за труд и социјална политика. Добро, таа табла не е сменета од Мизрахи, таа си е таму. Таа 4 табли има во нашето министерство на различни локации. Некои се едни позади други, например, поставени табли. Но министерката Мизрахи одбра да стои токму пред таблата во која што името не е променето. Но сега дозволете малку да инсистирам на поконкретен одговор за ова прашање. Практично, вашиот одговор како да го потврдува тоа што го зборува Мизрахи. Дека таа табла постои таму, дека таа табла е наследена од вас, дека, еве, вие велите, јас користев банер, тој банер е во Министерството? Апсолутно е во Министерството и тој е на располагање, тој не е мој банер. Тоа е банер на PR службата во Министерството, има посебно оделение кое што располага со сите целата таа опрема. Но дополнително таму има табла која што ја донесов јас, ова е табла наследена од 2009-2010 година, тоа е стара табла, не е нова табла. Дополнително има табла на која што велиме Северна Македонија, општество за сите, заштита на правата на ЛГБТИ заедницата, има се грижиме лого големо каде што не стои дали е Северна Македонија и така натаму, но таа одбра на почетокот да стои покрај Белзид, а понатаму да стои покрај таблата. Дополнително што јас направив и посебна прес-сала на приземја која што е целосно со бели ѕидови каде што може да се употреби кој било банер се со цел да се обележи типот на пресконференцијата. Видовме и последно дека стоеше покрај банер на економско-социјалниот совет, но сепак ја користи старата табла, што значи дека навистина тоа е одлука на министер и за таа одлука нејзина би требало да сноси политичка одговорност.